Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Општина Прилеп, највисоко рангирана за грант средства од UNDP, ќе се подготвува техничка документација за изградба на постројка за компостирање и дробилка за градежен шут. Пуштени во употреба две реконструирани спортско-рекреативни игралишта во населбата Точила, финансирани од Министерството за спорт. Министерот Ристовски денеска во Прилеп на преговори ќе се решава проблемот со спортските сали Македонија и Универзална за нови концесионери. Општина Прилеп посветено работи за подобрување на спортската инфраструктура во градов и враќање во погон на фудбалскиот клуб Победа. Времето денеска променливо облачно, од утре повторно дожд. Урбан маркетинг. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црнагора. Новогодишни и божикни тури. Метеори, божикното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. По фабриката за селекција на отпад, чија што изградба е во завршна фаза, општина Прилеп ќе добие и постројка за производство на компост и рециклиран градежен шут, за компостирање и дробилка за градежен шут во близина на депонијата Алинци. Првиот чекор е направен. Обезбедени се средства во висина од $50,000 од UNDP за изработка на техничката документација. Општината од 30 пријавени била највисоко рангирана за добивање на грант средства од UNDP за подобра животна средина. И ова би одело во насока на понатамошен развој на третманот и селектирањето на отпадот во општина Прилеп, со што сакаме да си го држиме приматот најзелена општина во Македонија, во суштина и во моментов, може да кажеме и на Балканов. Овие средства се предвидени за изработка на проект. Тој проект би бил основата за да се бараат средства за финансирање за овие планови кои што ги има за развој и општина Прилеп, подпомогната се разбира од јавното комунално претпријатие Комунале за дозавршување на процесот по однос на третманот со отпад, со што на долг рок граѓаните добиваат многу, затоа што ќе живеат во многу поздрава и почиста животна средина. Овој проект од страна UNDP е финансиран од Шведска и Бирото за регионален развој. Проектот кој што општина Прилеп го доби гласи изработка на техничка документација за постројка за складирање, третман и преработка на биоразградлив и инертен отпад или компостара и плат за градежен шут. Средствата кои што се обезбедени во рамките на овој повик за општина Прилеп изнесуваат $50,000, а додека вредноста на проценетата инвестиција за оваа постројка за изработка на и третман би чинела околу $3 милиони американски долари.
Пуштени во употреба две реконструирани спортско-рекреативни игралишта во населбата Точила, финансирани од Министерството за спорт. Ова беше повод за посета на Прилеп на министерот Ристовски, кој посочи дека со проектот се офатени 30 игралишта во Македонија. Од ова едно запуштено место ќе успееме да направиме ново качен, децата кои што ќе можат и возрастните секој кој што ќе посака да рекреира, затоа што ние овакви проекти на санација и реконструкција имаме на територија на цела Македонија, имаме преку 30 на вакви направено, што мене ми представува навистина задоволство, затоа што преку ова создаваме масовност и даваме на децата и на сите оние млади генерации кои што сакаат да спортуваат и да рекреираат место каде што ќе може да се развиваат најнапред преку рекреативниот спорт и потоа да прејаснат и да преминат во професионалниот спорт, така да ова е многу важен сегмент за социјализација на младите, да направиме да што е можно повеќе млади ги оттргнеме од сите оние модерни предизвици на денешницата, тоа се, не знам, телефоните, PlayStation игрите, да ги донесеме да спортуваат, да рекреираат, да се дружат пред се и да направиме здрави деца кои што ќе прејаснат во носители на ова наше општество. Спортски Прилеп се уште во очекување кога ќе бидат санирани и ставени во функција салите Македонија и Универзална и како ќе се решава прашањето со спортскиот комплекс Маркови кули. Почната е веќе постапка, процедура за раскинување на договорот со концесионерот за спортската сала како се викаше? Македонија. Таа ќе биде договорот ќе биде раскинат, ќе биде салата преземена од Министерството за спорт, ќе биде реконструирана. Делумно разговараме со една компанија локална која што е заинтересирана да ја стопанисува, да вложи дел во таа сала и да биде предадена да се користи, да биде отворена. Моите размислувања се секогаш јавниот интерес да биде заштитен, тоа е да салата до 13-14 часот биде достапна за сите оние кои што сакаат да ја рекреираат бесплатно, да биде достапна за сите училишта и дечиња кои што ќе сакаат да ја користат, а потоа после 15 часот да биде ставена на користење на концесионерот, затоа што мислиме дека секој еден кој што ќе се грижи за таа сала треба да има и општествена одговорност и меѓутоа и да има и свој некој си финансиски бенефит, што е многу логично и многу нормално. Универзалната сала не е под Министерство за спорт, таа е под ПУИК, меѓутоа јас ја земав врската да бидам медијатор во таа ситуација и веќе денес имам состанок кој ќе завршиме тука со една локална компанија тука која што е заинтересирана да ја реконструира, да ја стопанисува и да плати дел од средствата кои што се должат на ПУИК и ја прифаќам одговорноста во интерес на спортот, во интерес на Прилеп, на градот. Добро, не знам какви информации и дезинформации вие сте слушнали, јамо што можам да кажем е дека има актуелно правно лице кое што ја има концесијата, меѓутоа искрено да ви кажам, ние како Министерство за спорт и јас не сум задоволен од тоа како се стопанисува тој дел и апсолутно е против интересите на спортот, против интересите на градот Прилеп и против јавниот интерес и во најбрз може рок, да не можам да давам рокови, меѓутоа најпрво мислам дека треба да ги завршиме овие две спортски сали, а потоа да преминеме во ситуација и во момент кај што ќе почнеме и со раскинување на договорот и на таа концесија. Општина Прилеп посветено работи за подобрување на спортската инфраструктура и враќање во погон на фудбалскиот клуб Победа, посочи градоначалникот Дејан Продановски. Долгогодишниот проблем со спортските објекти во градов е таков каков што е, но работиме сите со заеднички сили и покрај тоа што надлежностите излегуваат и од рамките на локалната самоуправа и од рамките на Министерството за спорт, да стоиме на располагање како медијатори, како дистрибутивни канали, да ги седнеме на иста заедничка маса сите заинтересирани страни, се во име на развој на спортот. Ако имаме добро развиена инфраструктура и функционална инфраструктура, со оние средства кои што ги имаме, а веќе разговаравме и на почетокот за јавната расправа за буџетот за 2026 година, мораме да внимаваме и на зголемување на средствата кои што стимулираат дополнителен развој на спортот. Понатаму останува решавањето на проблемот со фудбалскиот клуб, се извинувам, Победа, значи овие останатите клубови се во некоја постабилна состојба, тој има сериозни финансиски проблеми
ја користам секоја можна прилика да разговарам со сите релевантни фактори за да изнајдеме решение и тој бренд од градов да се врати на вистинските патеки. Значи, генералната заложба е добра спортска инфраструктура, организирани и финансиски солвентни клубови кои што се ослободени од сите нечесни работи кои што се случуваат во спортот и развој на младиот човек во спортскиот дух, односно во еден здрав дух за развој понатамошен и производство на Прилеп како што секогаш бил расадник на нови и нови спортски таленти и спортски работници во рамките на сите спортови. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, претежно во јужните делови. Ќе дува слаб до умерен, а на места повремено засилен ветер од јужен правец. Максималната температура во интервал од 13 до 19, во Прилеп до 16 степени. Во изминативе 24 часа најмногу дожд е измерен во Крушево, каде наврнале 34 литри на квадратен метар, а двојно помалку во Прилеп. Најмалку врнежи имало во Велес и Кавадарци. Под влијание на нова циклонска активност продолжува периодот на променливо и облачно време со локални врнежи од дожд. Утре и за време на викендот повторно се очекуваат пообилни врнежи на 30 литри на метар квадратен за 24 часа, локално проследени со невреме, засилен ветер и грмежи. Од недела се предвидува значителен пат на утринските и дневните температури, а на повисоките планини дождот ќе преминува во слаб снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагонинска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.